Кражбите на артефакти се намалени, велат од Управата за заштита на културното наследство. Ова се должило на заедничките акции и координацијата на терен на надлежните институции во делот на спречувањето на шверцот на вредни артефакти надвор од земјава и на црниот пазар. Во последно време е намален бројот на извоз на артефакти, односно кражби на артефакти кои што подоцна се извезуваат во странство, и тоа се должи на поголемата соработка на Управата за заштита на културното наследство пред се со полицијата, потоа и со царината. Ние перманентно на месечна основа одржуваме состаноци кај што ги сублимираме проблемите кои што ни се јавиле во текот на работењето, а тие секогаш навремено не информираат кога станува збор за некој предмет за кој што сметаат дека е културно наследство, кој што е потенцијална можност да биде однесен во странство. Од Управата за заштита на културното наследство очекуваат овој тренд да продолжи понатаму. Намален е бројот со заедничка активност на овие три институции во државата. Мислиме дека ќе застанеме тука, ќе ставиме крај на трговијата со артефакти. Со години диви копачи ги пустоше археолошките локалитети и покрај тоа што трговијата со археолошки предмети е забранета, ископаните и украдени артефакти од локалитетите биле отуѓувани и продавани на колекционери или преку организирани канали пренесени на црниот пазар во странство. Петрова, како член на работната група формирана да се донесат одредени измени на музејската поставка на музејот ВМРО, вели дека во тек е подготовката на елаборатот, кој треба да укаже на позитивните и негативните страни на постојната поставка, пошто ќе следат измени кои ќе се направат во овој музеј.